Добре, зошто секоја недела навечер го правиме ова, а? Случувањата ни изгледаат исти како минато неделните. Апсолутно ништо не се случува. Ало, знаеш да зборовиш, да мислиш, а? Жалам, Джими, ама баш и не те слушам. Молам! Джими, те молам, остави ја намира. А ти знаеш тој разговор, паметиш, а? Джими, престани се обидувам да читам вестник. Премногу си неук, глупаку! Дај необразован, Джими. Па зашто тогаш мојата млада жена не ти ги објасни работите? Таа е образована. Джими. Еј. Направи уште еднаш така и ќе ти ги скинам ушите, разбра? Кретен. Джими, дај ми го вестникот. Земи го вестник. Дај ми го вестникот, Джими. Джими, дај му го вестникот, не можам да Па мислам! да, со години не може да мисли. Така! Така! Аман бе, Джими. Гладнувам. Пак? Джими, ти си свиња. Не сум свиња, само си уживам во јадењето. Да, си уживаш во јадењето. Знаеш што? Ти си еден обичен мањак, ете тоа си ти, Джими. Имаш нешто против? Наистина не гледам каков ќар имаш од јадењето, Джими. Еј, ај направи кафе. Господе Боже, Джими, па пред малку јас направив кафе. Како да не? Алисон, нели беше така? Така беше. Ај кафе, реков направи кафе. Сам да си го направиш, Джими. Ми го истутка вестникот, ти? Јас сум единствениот во оваа куќа што знае како да се однесува со вестник или со било што друго. О, единствен си, Джими. Добро сум и некак. Алисон, зашто не седнеш да се одмориш малку? Изгледаш премногу изморена. Па, немам уште многу, а? Еј, убаво е, а? Сите така ми велат. Алисон, ова да не го напишел татко ти? Кој? Ова што го пишува. Зошто татко ми би го напишал тоа? Па ова личи на татенце, нели? Навистина. Дали му е на татко ти псевдоним идиот? Алисон, не обрнувај му внимание, се обидува да биде гаден, а знаеш дека тоа него добро му оди одраж. Што стана со кафето? Молам. Кафе, направи кафе! Сакаш кафе, Джими? Не ќе мислам дека не сакам. Добро! Ти, Клив, сакаш чај? Не сака! Уште долго ќе оправиш тоа? Уште малку. О, Боже, ги мразам неделите. Секогаш е толку депресивно, секогаш е исто. Еј, младоста ни се измолкнува, го знаете тоа? Ке, сеньор? Ке? Си, Кларо, ќе си кларење, нада, оди по ѓаволите. Двајцата одат по ѓаволите, сите. Джими, ајде да одиме на кино, а? Што викаш? Да. Алисон? Не сум во состојба, Джими би сакал да оди. Да, и хулиганите да ми го расипат расположението.
Вие двајца ќе ме сполавите. Кај дај. Двајцата ќе ме сполавите. Со сигурност. Толку копнеам за еден малку човечки ентузијазам. Ништо повеќе. Сакам да слушнам жестов, возбудив глас што вика Алелуја! Имам идеја. Ајде да играме една игра. Ајде да се преправаме дека сме луѓе и дека сме живи само за малку, а? Што велите, а? Од кога не сум бил во друштво на некој што пројавува барем малку ентузијазам за нешто. Боже, колку ги мразиш неделите. Секогаш е толку депресивно, секогаш исто, како воопшто да не се поместувате од местите. Секогаш истиот ритуал. Читате вестници, пиете чај, уште неколку часа ќе помине оваа недела. Младоста ви се измолкнува, го знаете тоа? Го ги волите, сите одете го ги волите. Никому не му е гајле, никој нема сила да се изече до својата сватка мрза. Вие трцата ќе ме сполавите, кога и даја, знам дека ќе ме сполавите. О Боже, колку копнем за малку, обичен човечки ентузијазам. Ништо повеќе, едноставно ентузијазам. Сакам да слушнам жесток, возбудлив глас што извикува Алелуја! Жив сум! Имам идеја! Еј, а зашто да не се играме една игра, а? Хајде да се преправаме дека сме луѓе, дека сме живи. Само за малку, што велите, а? Хајде! Господе Боже, Джими, се надевам дека нема пак да го запали старото луле, па ужасно мириса, Джими. Мене не ми пречи, јас сум навикнала. Навикната, да умре и да се разбуди во рајот првите 5 минути, на тоа ќе се навикне. Алисон, ќе ми дадеш една цигара? Се разбира. Па, не. Идиоти, ме убивте! Слушай.
Имаше повеќе живот отколку вие двајцата заедно. А кој тоа? Медлин! Која ви е таа Медлин? Разбуди се, миличък. Илјада пати има слушано за Медлин. Му била љубовница кога имал 14 години. Се и дожина! Медлин! Ау, Дон Жуан. Джими, мака ми е кога ќе помислам дека треба да станам рано са бајли, да застанам на проклетиот киоск за сладки. Джими, зошто не си ја завршиш таа работа сам и мене да ме оставиш да си поспиам, а? Рано морам да заминам, затоа ти ќе мора да отвориш. Джими! Джими! Ништо провоцира! Што да направам, ништо не ја провоцира! Па умри, Джими, умри! Што рече? Со ти сте ден расипан! Почна да врне. Пусила ни мозни. Пред некој ден го поморам зборот во речникот. Знаеш што значи? Кој збор, Джими? Пустила ни мозни. Тоа и не е некоја обична придавка, туку тоа е нејзино име. Таа господарката пустила ни моза, а јас сопругот Секстус. Кутриот Секстус, толку не впечат, никога би го ставиле во некој холивудски филм, би зеле некој кутар британски актер да го игра. До крајот на филмот ќе му ја дупат женка среде арената. На господарката пустила ни моза и бил узетен полесен и посветол живот од оној што може да го понуди стариот Секстус. Та пусика да скокне на малце во арената, што Доста ќе полудам! Па полуди! Тоа би било барем нешто. Не мора да ја кажам, да, веднаш ќе скокне и ќе ме поправи ако изговорот не ми е точен. Цитирам: пусила ни моза, придавка, недостиг на цврст, недостиг на храброст, страшлива, плашлив од латинските зборови, пусилу што значи многу малку и анимус душа. Гледајте ја, истата таа господарката пусила ни моза, а пусика, кој ќе го гледаме следното филмче, а? Еј, супер е, така да се јадисам. Ташната? Сагаш ти? Не ќе пушам луле. Мора толку да вребите? Ој, Джими. И? Тоа е мојот вестник, се продава на секој агул, се сеќаваш? Джими, те молам, престани да бидеш толку гаден аман. А ти уште долго ќе го правиш тоа? Зашто? Сакам да пушам нуле. Што да стречу? Многу вребиш. Извини, Джими, ама не можам да оставам СМС заради тоа што тебе ти се пуши луле. А зашто не можеш? Джими, се однесуваш како дете! Не се обидуваш да се однесуваш покровителски кон мене, не смасно едно. Еј, си ја видел со своите оружја, четките и кармините, како си стои пред своето тоалетно огледало, и тогаш разбираш каков префинет касап е таа, како некој стар, валка нарапен, кој ги забива прстите во парче јагнешки лој. Е, тие примитивни рачички, за секунда би ти ги Джими, те извлекне молам, све. престани, те молам, гаден си, Джими. Джими, Доста си пречувствителен, Джими! Джими! Ќе престанете веќе еднаш? Престани да се дереш! Ќе натераш газдарицата да ни се качи! Сич курот не боли мене за газдарицата. Криминалец добива повеќе од доволно за овој стан. Джими, Еј. ајде, ќе те носнам на пијачка, ја честам, ајде. А? Недела ја помниш, а и плюс врне. Ау. Тогаш, господјо, може еден танц, а? Рам там там там. Животни едни. Рам там там там. Господјо, вие често доаѓате тука, а? Само во сезоната на парење. Не те пуштам! Не те пуштам додека не се измениш конците затоа што беше премногу гаден. Чекај, што мислиш? Дали наредната сезона ќе биде модерно жените да имаат гради, Джими, а? Сигурно е дека во наредната секунда ти ќе немаш заби ако не ме пуштиш. Не те пуштам! Джими, пушти го! Алисон!
Прости ми. Излегуве на. Мислиш дека го направи? Надвор, Джими, надвор! Добра ти е раката, мишичка. Да вземам крем малко. Ќе биде сигурен дали сам ништо. Вистински юнак си, храбра си, Алисон. Наистина си храбра. Се чувствувам многу храбра, Клиф. Не ми е добро. Мислам дека нема да издржам уште долго со Джими. Нема да се навијаш главица. Нема храбро да живе. Сам. Човек би се сакувал луѓето што уште постојаш на нас. Мислам дека со љубов не сакам да имам ништо повеќе, немам сила за такво нешто. Алисон, ти си премногу млада за да почнеш да криваш раци од се. Премногу си млада и убава. Ќе те премрзам. Заборавив чувството како да се биде млад. Вистина. Некој ден и Джими ми го кажа исто, ти точно знаеш што мисли. Алисон, не знам уште колку долго ќе издржам да гледам како си ги растакнуваат отровите, понекогаш тоа изгледа премногу гадно, морам да ти признам. Нема да не напуштиш. Не знам. Нема да ве напуштам. Да нема. Трудна сум. И дојде како шок пред некој ден. Да кажам. Не. И? И види го во место. Мора баш сега да заглавам. Знаеш дека немаме пари. Ако доцна, не знам. Може би не. Ако е премногу доцна, Алисон, зошто не му кажеш веднаш? Те сака, не морам јас тоа да ти го кажам, знаеш. Да. Ке ме гледа како станувам се поголема, јас нема да се осудувам и да го погледнам. Ти мораш да се соочи со тоа, Алисон. Мислиш дека е во право? Зашто? За се. Алисон, да се Джими сме слични во многу нешта. Него добро му оди со мене за тоа што сум прост како чевела, не сум ето таков сум. Ајде. Кажи му, ќе биде во ред. Тука си, ѓубре. Кај беше? Знаеш каде бев? Како ти е раката? Ништо страшно. Никогаш нема да ми стане, Джими, јасно зашто се омажи за тебе. Мислиш ки беше подобро со тебе? Убава е, Джими, и ти мислиш така, само премногу си скоца да го признаеш тоа. Секси. Селанец. Секси селанец. Хеј, имаш цигара? Не знам да видам. Глувче. Ти си секси глувче. Глувче, секси. Нема повеќе цигари. Ајде оди купи цигари, ајде. Ево да ме и. Не ме заборавиш. Джими! А да направеше по едно убаво чајче, а? А да дојдам и да те убијам? Таков те сакам, Джимка. Како ти е? Подобро ми е. Жал ми е. Нема потреба. Ма навистина ми е жал. Знам. Намерно го направив. Секогаш се препотувам кога ќе те видам како правиш нешто обично. Еј, што ќе правиме вечерва, а? Што сакаш да правиме? Не знам, ама знам што сакам сега. Сега не е момент, Клиф, ќе се вратим. Тој ми е единствениот пријател што ми остана. А што сакаше тој кога ти кажа немој да забораваш? Джими, треба нешто да ти кажам. Еј, многу си убава. Убава крупнока верверичка. Среќна си? Да. Джими, казарицата е. А те бараше некој на На телефон. телефон, кој Алисон, Клиф? некоја се Хелена Појман има. Хелена? Алисон! Што е, момче? Да, кучка! Која кучка, Джими, аман? Хелена Чарлс! Не мислиш дека тоа се нејзини лични работи, Джими? Сосема си во право. Значи пак бараш кавга. И да бидеш сигурен дека ќе ја најдам. Писма од мајка ѝ. Писма во кои јас воопшто не сум спомнувам, затоа што за неја јас сум еден непристоен збор. И што прави таа? Таа! И одговара на својата
мајчичка со долги писма и воопшто не ме спомнува зашто и за неја сум еден непристоен збор. И што сакаше другарката и рече да си го донесе оклопот, ке и треба. Те молам. Таа ти рече, можам ли да дојдам, а ти и рече, маш ми Джими, просто ми што потребувам таков непристоен збор. Джими ќе биде пресреќен што ќе те види. Джими едва чека да ти го набие лицето в грло. На станицата е, ќе има театарска представа, па нема сместување. Тоа не верувам. Идиот. Мила женички, имаш уште толку многу да учиш. Камо ти се случи нешто, па да те разбуди од твојот сон на заспаната убавица. Да речеме да родиш, па да ти умре детето. И да нема кој рака да ти подаде. Многу те сакам. И јас те. Прекрасно се прилагоди, а? А зошто те чуди тоа, Мила? Прекрасно што имам некој што ми помага, мислам, друга жена. Мене тоа ми е задоволство. Иако мислам дека никогаш нема да се навикнеме тоа секогаш кога ќе ми биде потребна вода да одам до бањата. Примитивно, не? Голема работа е да се грижиш само за еден маж, а за двајца. Па, Тој ми помага. Да, разбирам. Хелена прекрасно се прилагоди. Зошто те чуди тоа, Мила? Па, овај не е баш тоа на што си ти навикнала. Да, ти си. Порано бев сама. Сега ми имаш мене. Не видиш што ме покани? Не, се разбира дека не. Му кажа дека е готов чајот? Тропнав и викнав. Нормално не ми одговори. А појма немам ни каде е Клиф. О, мислев дека капењево ќе ме разлади. Елена, ќе полудам од саксофонот, ќе полудам. Предпоставувам ова е во моја чест. Ама јас само знам дека наскоро газдарицата ќе не замоли да си... Ари сам пие? Дали пие? Не е алкохоличар? Никогаш до сега не сум видела толкова омраза во нечии очи. Во студентските денови... А дали е Клиф љубен во тебе? Не, мислам дека не. А ти? Би можела да бидеш искрена со мене кога сте заедно се однесувате малку чудничко. Мислиш си не видела како си се гушкаме? Па добро, признавам дека тоа не го правите толку често како порано, најверојатно го кочи моето присуство. А присуството на Джими е тоа не му смета. Хелена, ние само си се сакаме, тука нема ништо чудно. И не може да биде толку едноставно, само си се сакаме, тука нема ништо чудно. А ти мислиш нешто телесно, а? Па, предпоставувам дека има. Ама не е тоа некоја страш што ме согорува. Би можело да се каже дека тоа е едно пријатно, опуштено нешто. Како кога ти е топло во постелата. А Джими ти е маж и тоа не му смета. Уморна сум, Хелена. Стравувам од секој негово влегување во собава. А зошто не си му кажала дека ќе имаш дете? Не знам. Негово е, се разбира, тука нема никаков сомнеш. Знаеш, Хелена, јас никогаш не сум посакала друг маж. Хелена? Мила,
Мораш да му кажеш, или ќе научи да се однесува со тебе како сите други и да се грижи за тебе. Или? Или ќе мораш да заминеш од оваа лудница, Алисон. Ова е зоолошка градина. Не, Хелена, не, тоа е игра, имавме игра. Тоа е мечака, јас верберичка. Сосема чудно, не знаев дека покрај другото, Джими е малку чукнат. Хелена, Джими не е воопшто чукнат. Ја имавме играта, но и таа замина. Од кога дојдов јас? Не се разбира. Мила, бори се или замини. Алисон, ова вака не може да продолжи. Тука си, душичке. Миличок. Повели. Ти благодарам, Клиф. Здраво, Хелена. Здраво, Клиф. Има чај? Да, се е подготвено. Клиф, те молам ги книгу идиото. О, Джими! Джими! Ајде, престани со таа ужасна врева и дојди да се напиеш чај. Добро, Джими, ајде, виски. Излегувате? Да? На кино? Не, во црква. А двете заедно или? Да? А ти сакаш да дојдеш со нас? Благодарам. Чај! Чај! Дечки, пусилари, мамички, ја јадам со дечки. Чај да минам бейби, како си? Джими! О, Клиф, лупчо. Мадам Хелена. Джими, знаеш што? Еј. Ти си ужасен стар музичар. А ето што си тоа ти? Ѓубре, а? Ѓубре, да. Се гледа дека си зборувал со некој од пријателите на жена ми, тоа е едно многу интелектуално муство. Еј, Да. може да го прочитам твојот весник? Не може. Ете, гледаш сега си искржавец, тоа си ти, А Джими. ти што си ѓубре, а? Ѓубре. Сега оној што нема чувство за музика, нема чувство за вистински джез, ниту за луѓе. Да, глупости. Го потврдува тоа што сакам да го кажам. Твојот проблем, синко, е што премногу се трудиш да удоволиш. Епа, фала му на Бога што некој се труди, Джими. Ќе завршиш како на сладко колаче, внатре расипано и гадно. Еден чај? Така ќе заврши, синко мој, со црно срце, злобен и зол. Како пусилани мозок. Мила, дојди да се напиеш чај. Дечки! Денеска смислив наслов за една нова песна. Се вика "Во на мајка ви пичката". Добар е? Супер. О, би требало да стане голем хит. Па си помислив дека ти би можела да ми помогнеш во тоа, ако те интересира, особено тебе би требало да те интересира, започнува со нема хемиско чистење во Камбоџа. Како продолжува, Джими? Септичка јама, јас сум камер отврлен во неа, разбираш? Ај, треба да те фрла таму, Джими. А Джими, зашто ти толку многу се трудиш да бидеш непријатен? Што рече? Велам дека си навредлив. Мислиш сега? Мислиш дека сум навредлив? Па таа ме подценува, Не, Джими, јас всушност мислам дека си ти еден многу, ама многу здодевен млад човек. Ау, пријателите на жена ми. Джими! Мама, не си вик интересен. О, беби, си дотерала, а? Па да видам, а? Излегуваш, а? Да. А, во недела во овој град, а каде ќе одиш? Излегувам со Хелена. Ама тоа не е правец, тоа е болна состојба. Не те прашав што ти е, прашав каде ќе одиш. Ќе оди во црква. Каде? В црква. Алисин, како може да видиш толку слава, кога ќе помислам што се стори, што се направи? Да, знам што се направи да ме оттргнеш од канџите на моето семејство и на пријателите. Се уште ќе гниев дома да не дојаваше ти на својот бел борбен коњ да ми извлечеш од таму, нели? Мора да дојавам на бел борбен конј, до душа малку Валкано бел. Мамичка ти имаше заклучено, се сеќаваш? Таа мамичка, кучка, е сигурно некаде под проклетиот плот и го запишува секој збор. Мамичке, каде си кучке? Качка, каде си кучке? Кучке, каде си? Мамичке! Зошто да не се расправам уште за тоа ме видува? И дозволи на Боговотава те врати каде што беше! Не биди силече, немаш никакво право да зборуваш така за мајка и. Имам секакво право. Реков, мајка ти е кучка и треба да умре. Па, тоа што зборувам, што? Зошто не скокнеш да ја браниш, бе? Еј, мајка ти е кучка и треба да умре! Абе, зошто не скокнеш да ја браниш? Нешто не е во ред. Ништо, Джими. Малку ми се лоши од презир и гнасење.
Ќе напишам книга за сите вас. Се овде запишано со оган и со крв. Да, просто рече дека ќе дојде со мене во црква и не знам зашто тоа требаше да предизвика ваков огромен наплив на бес. Хелена, ти изгледа не си така бистра како што А изгледаш. ти мислиш дека светот прилично лошо се однесува спрема тебе, така? Немој да се обидуваш да му го одземе страдањето, без него би бил загубен. Хелена, мисля представата со која патуваш наоколу го заврши гостувањето во саботата. Точно. Всушност пред 8 дена. Алисон сакаше да останам, јас сакав да останам и? Како Добро, не мислиш дека е доста од представата за лошкиот никаквец? Добро, зарем ќе дозвучите на Самари ова светица во Диорова облека. Зошто? Зошто? Тој збор ми ја раскинува главата! Мисли додека си тука! Последен пат беше в црква кога се мажеше за мене, се сеќаваш? Мамичка и татенце дојде во последен миг да огледаат погубувањето на Алисон бездушното. Уште не заврши. Ќе ти ја кажам истината за неа. Таа е крава. Тој не би ми пречело премногу, но таа станала света крава. Джими, мислам дека отиде премногу Јако далеко. пушти го, нека си продолжи. Што предпоставаме ти преминуваш на другата страна? Па премини. Хелена ќе се погрижи, тоа ти се исплати. Ги знам таквите како Хелена. Ги има насекаде, од нив не можеш да мрднеш. Штета што цело време ми си толку далеку, веројатно ќе ти врзев шлаканица. Се однесуваш вака со мене уште од првиот момент кога стигнав овде. Хелена, дали си гледала некого додека умира? Мирене, не бегај. Ова не изгледа достоинствено за тебе. Ако продолжиш, ќе ти удрам шлаканица. Ако ми удариш шлаканица, ќе ми Бога ќе Е, те па зробам. веројатно, тој тип на луѓе си. Можеш да се одближиш дека сум. А чекај, ова треба да е обичен или суптилен јазик, Джими? Јас и ти многу добро се разбираме. Дали си гледала некого додека Доста. умира? Дали? Престани. Дали? Не сум, Джими, не сум, не сум, не сум! Сигурно што не гледал некого додека умира? Страда од прилично лош случај на дестанот. Цела година го гледав татко ми како умира. Кога имав само 10 години. И чекавме да умре. Сите го знаеа тоа, дури и јас. Секогаш кога ќе седнев покрај неговиот кревет, мора да се борам да не заплачам. Едно малечко исплашено детенце беше се што тој човек имаше пред него за да го слуша. Единствено што можев да почувствувам беше горчината, очајот и миризмата на човек на умирање. Време е да тргнеме. Ке те чекам долу, Агиса. Не ти е важно што ми прва другите? Те донесов овде. Ти дадов се што имам, тоа тебе ништо не ти значи, а? И удани заедна! Девлечка со себе ти си проклето слаба. Мир, жена ми сака мир. Ама ова овде може раката да ти ја шине со своето молчење. Еден од нас е луд, еден од нас е зол и глупав и луд. Кој од нас луд? Кој, Джими? Се молам на Бога ти да се обидеш да ја сакаш, ништо повеќе. Сакам да сум тука кога ќе тониш во калта. Сакам да се капам во твоите солзи, да пеам. Сакам да огледам тоа. Сакам седиште во првиот ред. Джими те бараат на телефон. Па сигурно не е за нешто добро. И доаѓа со ногти да ме исколнам косата. Мажи! Има добро се. Сигурно. А ти само се седиш и ништо не превземаш, така? Да, само си седам и ништо не превземам Што ти е така. тебе каков човек си ти, Клиф? Види, јас не сум судија, Хелена! Слушај, Хелена, не мислам за тебе исто како и Джими, ама сепак, од кога дојде ти работите овде станаа се полоши. Да, овде од секогаш било бојно поле, меѓутоа поприлично сум сигурен дека да не бев јас овде. Помеѓу овие двајца, Хелена, ќе беше завршено се уште многу одамна. Ова е еден тесен појас на чист пекол. Таму од каде што доаѓам јас, Хелена, ние сме навикнати на вакви кавги, на вакви расправи и може би јас уживам што сум среде оваа машаница, Хелена.
И сакам овие двајца многу. И многу ми е жал за сите нас. Не те разбирам. Ни тебе, ни него. Знам само дека никој овде не знае да се однесува на пристоен и цивилизиран начин. Али сам испратив телеграма на мајка ти. Мислам дека е тоа подобро отколку да ги објаснувам работите по телефону. Ти напише, Хелена. Ништо, само дека сакаш да си одиш дома. Морав да направам нешто, Милана, се лутиш, не? Може би од кога ќе заминеш, Джими ќе се вразуми и ќе почне поинаку да гледа на работите, а? Хелена, кој телефонираше? Не знам. Джими се е уред. Се јавија за мајка му на Хју. Имала мозочен удар. Жал ми е. Ова нема никаква смисла, мислиш има? Жал ми е, Джими, навистина ми е жал. Како можам да ти помогнам, Джими? Нараче ми такси. Сакаш да дојдем со тебе? Не, нема зашто ти да одиш. Додај ми ја јакна. Ке дојдеш со мене? Таа нема веќе никого. Ми требаш да дојдеш со мене. Жал ми е, Джими. Да одиме, Хелена. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. But heroes often fail. You won't read that book again, 'cause the end is just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene. I'll bring in all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark. Жал ми е.
Ама ова за мене е несватливо. А предпоставувам дека секогаш ќе биде. А што се однесува до Джими, тој зборува јазик поинаков од нашиот. А што рече, каде отиде? Да ја види госпоѓа Танер. Кога? Мајка му на Хју Танер не е добра. Хју е како што знаеш во странство, затоа Джими отиде. Така ши ја зборам Танер. А таа е таа што му помогна да го отвори оној бизнис со сладки. Да. Ти не отиде со него? Не. А Клиф? И тој ли живее тука? Неговата соба е на другата страна од спратот. Киос за сладки. Многу необично занимање за еден млад, образован човек. Па тој се обиде со многу работи, со новинарство, со рекламирање, дури и неколку недели продаваше правосмукалки. Често пати се прашував како ви е. Ти не кажуваше многу во твоите писма. Немаше што да се кажу. Се плашеше! Знаеш ли што се поминав заради тебе? Изгледа на вистина не мрази. О, да, не мрази. Немој воопшто да се сомневаш во тоа. Не мрази сите нас. Жално е непотребно. А сепак не можам да не чувствам дека тој имаше прилично многу право. Имаше право. Знам, малку е досадно вакво признание. На почетокот ништо не реков, а потоа се ми изгледаше безсмислено. Но мислам дека во поглед на Джими сите отидоа премногу далеко. Не изгази времето. Стар систем, нов систем, стар систем, нов систем. Не ми се допаѓаше Джими. И не мислам дека треба да ми се допаѓа. Но гледајќи наназад, мислам дека ќе беше подобро за сите нас воопшто да не се замешаме, барем ќе беше подостоинствено. Ајде, не беше ти виновна. Не знам. Сите сме виновни. Секој на свој начин. Знам, чесем. А може би и ти и јас сме највиновни. Ти и јас. Мислам дека си малку на мене, мила. Убаво ти да се седиш на оградата, тоа што таму е поудобно и помирно. Седам на оградата. Па нели се омажев за него, а? О, да, И покрај знам. сите твои понижувачки средби и закани. Што ми кажа тогаш ти, нели јас бев таа што се свртела против тебе, што ти изневерила, а? Може би ки требаше воопшто да не ми пишуваш. Прости ми, малку сум спунета, сето ова телеграма... И рече дека си кучка на која се овозможени премногу погодности. Мислам дека изразот беше... Сакам! Не сваќаш. Ти му се допаѓа затоа што тебе може да те жали. Зошто мораше да се сретнеш со овој млад човек? Немој сега и да ми судиш. Мене ми се суди секој ден и секоја вечер последниве 4 години. Но зошто мораше да додеш во овој свет? Се или ништо. Станува збор за одмазда, без гнев, омраза! И така. 20 години со тебе живеев еден мирен и цивилизиран живот. И наеднаш овој духовен варварин ми ја фрли ракавицата в лице. Не знам дали знаеш или не, но јасно е дека Джими ти бил добар учител. Но очигледно за денешниве млади се е едноставно. Вие постојано зборувате за одмазди, предизвици... Доста! Мојата керка. Работите очигледно се изменале. Постојано ти велат, нека оди се поѓаволите. На времето се беше едноставно. Како да било насо. Камо да можеше да продолжи така за секогаш. Оние долги, свежи вечери, кога се е виолетово и златно. Бевме фамилија, Алисон, бевме срекни. И се чинеше дека имаме се што ќе посакаме. Мислам дека оној ден кога сонцето сјаеше за последен пат. Ме боли. Многу ме боли. Длабоко во срцето. Што тогаш знаат дека се заврши. Ти жали затоа што се сменило, Джими жали затоа што се е исто. Ниту тој, ниту ти не можете да се соочите со тоа. Джини, мила. Кажи ми, сигурна ли си дека сакаш да останеш во овој свет? Не знам. Се извинувам. Дедов да видам дали ти треба помош.
подготвена сум. Ти веќе си се спакувала. Се си седе. Па не баш се, но мислам дека на Клиф нема да му пречи да ми ги испрати останатите работи. Па, би можеле да тргнеме. Може би јас не требаше да ви се... Не, благодарна сум. Не треба. Навистина љубезна од тебе. А твојот куфер, Хелена? За жалост вечера нема да можам да дојдам со вас. Нема да дојде со нас. Не, денес ми се јавија за нов ангажман. Тоа е нешто прилично важно и не би сакала да го пропуштам и затоа вечера ќе останам овде. Здраво на сите. Ова е Клиф. Здраво. Драго ми е, Клиф. И мене ми е драго на вистина. Па, не се задржуваме премногу, Алисен. Довидување. Збогом, Клиф. Збогом, среќен пат. Се надевам дека ќе те видам наскоро, Хелена. За ден-два ќе си дојдам. Значи на вистина заминуваш. Навистина. Нема да го причекаш, Джими ќе се врати за неколку минути. Не. Ако ќе му каже? Јас се разбира ако сум се уште тука кога ќе си Се дојдам. разбира дека ќе бидеш тука, Хелена. Душичко, ова не е многу оригинална идеја. Клиф, јас не сум многу оригинална девојка. Али слушај ме, таму каде што ќе одиш ќе биде уште полошо, верувам. Грижи се за него. За ден-два ќе се видиме. Клиф, да не сакаш да ти направам чај? Се надевам дека ти си во право, Хелена. Ако мислиш се надеваш дека јас сум во право? А чај не благодарам. Па јас ќе се напијам ако тебе тоа не ти смета. Значи остануваш, така? Само вечерва имаш нешто против? И јас немам никаква врска со тоа, Хелена. Од кога дојдов овде се изнагледав со голени души како никогаш досега. Клиф, нема да останеш. Не, нема да Мислам дека треба да си тука кога ќе си дојде. Слушај, Хелена. Имав тежок ден и мислам дека не сакам да видам повеќе никој повред. Еве. Дај му го ти. И се надевам дека ќе ти го напика во носот. Уште едно од оние, а? И да не го напиша. Не можела да рече гаду расипан, губи се од тука. Не можам да те гледам повеќе. Не, таа морала со чувство да ги измеша работите. Што е ова? Реплика од некоја твоја представа? А ти што бараш уште овде, а? Ајде губи се од тука ако не сакаш да ја скршам главата, ајде. Престани да мислиш само на себе. Жена ти е бремена. Не ми е гајли ако премен. Не ми е гајли ако бебето има две глави. Не ми е гајли ако бебето умре. Што е те згрозувам, а? Ајде удари ми шлаканица. Удари ми шлаканица, знам дека те згрозувам, ајде. Ајде удари ми шлаканица, знам дека те згрозувам, удари ми шлаканица, знам дека...
Види, Орги! Звучи страшно изопачено. Звучи како нас, Джими. Еј, ти, никогаш не си се плеткал во овакви работи? Епа не во последно време, Джими. А зошто не изгледа како твој вид на забава? Вуду, магија? Джими, Еј, а што не пробаш ти малку, а? о, да, тоа е добра идеја. Еве, Клиф ќе биде прекрасна жртва, ќе му ја пијам крвта. Добро, добро. Еј, нешто не е во ред, а? Што не е во ред? Нешто не е во ред, а? Ништо. Само почнав да се навикнувам на него, порано никогаш не бев сигурна кога е сериозен, а кога не. Понекогаш не е ни сам. Слушај, кога не си сигурна, просто свати си го како навреда. Само како навреда. Еј, што ќе правиме денеска? Ќе одиш в црква? Не. Мислам дека не. Освен ако ти, Джими, не сакаш. Джими! Дали забележувам се посилен сатански блесок во незините очи, а? А што мислиш, дали тоа дека живее во греф со мене, а? Мила, дали се чувствуваш ти нешто грешно? Джими! Джими! Кога веќе зборуваме за гревот, да не беше човекот со кого те видов како си му абетиш вчера пречестниот пријател? Джими, може ли да помине само еден ден без твојот цинизам, те молам? Да, момче, ајде смени ја плочата, те молам и јас. Денес мислив наслов за уште една нова песна. Се вика? На појма немам, Джими. Групата ќе ни Супер се идеја. вика? Млади мармалади, ајде. Мало си да бе? И расторойство, и носиме досетки и отечки. Песната ви е за никаде. Песната ви е за никаде. Е, тamo си дека песната. Да, Джими, мислам дека песната ви е за никаде. Да, Джими, мислам дека песната ви е за никаде. Джими! 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 Не сакам повеќе да читам вестици, сакам да си заминам надвор од земјата, Джими, куда ме боли да се не слушаш? Хулиган, знаеш дека си хулиган? Ќе престанеш или ќе треба тебе да те читам од црната хроника? Джими! Джими! Ја извалка кошулата. Ге му е кошула на кретен како тебе. Посилен е од што изгледа, а? Ајде, дај ја. Има доволно време да ја исперам и да се Добра исуши е додека вака, да Хелена, добра. Клиф. Хелена, ти благодарам. Личиш на Марлон Брандо. Еј! Не ти се допаѓа, Хелена, Па а? мислам дека не е исто, Джими. Па не е исто, се разбира дека не е исто. Ди бе куп. Джими, мислам дека нема да останам уште многу долго заедно со вас. А зошто не? Па мислам дека треба да најдам некоја нова работа, Джими, да најдам некоја девојка, не знам. Како што сакаш твоја работа? Е, животот ми мина во збогување. Ама ти ми беше најдобриот, најверниот пријател. Джими, ало, тука сум жив, сум, не сум мртов, Джими. Ти вредиш повеќе од Хелена, ти вредиш повеќе од еден куп Хелени, разбираш ја? Педерчиња. Мене да ме прачаш би ја сушила над каминот во твојата соба. Така ќе направам, Хелена. И побараде со сушењето, Дупчо. Додиме после на поедна пијачка. Yes, of course, Джими. Еј, ќе одиме на поедна пијачка, а? Ќе одиме на поедна пијачка, да. Браво. Би се смачи веќе да те гледам на таа штита за пеглаги. Па жал ми е. Еј, не морти ми се така изгледаш како некој судија. Како треба да изгледам, Джими? Како? Како срцето да ти затреперува кога ќе ме здогледаш, ете така. Не грижи се, Джими, затреперува. Еј, Крив ми кажа дека наскоро ќе не напушти. Знам, мене ми кажа сношти. Вистина? Да. И за сега зодувам последен.
Тој едно копиле кој ми оди на нерви, ама многу го сакам. Жал ми е што ќе си оди. Има големо срце. Дојди ваму. Дојди ваму. Секојаш прва подаваш рака, а? Да. Добар непријател си, а? Равноправен противник. Ама кога се спуштаат оружјата, тоа не значи дека борбата престанала. Те сакам. Да, знам дека ме сакаш, да. Имаме што правиш? Или си со мене, или си против мене. Од секогаш те посакував, Джими, од секогаш. А да се губиме одовде? Да го напуштиме ова ѓубре, а што велиш? Прекрасно. А? Прекрасно. Ајде поспреми малку и одиме во живот. Да си облечам нешто само. А јас си го забрзам малото човече. Здраве. Хелена, ти дојде другарка ти во посета. Овие обично малку помага. Благодарам. Сигурна си дека си добро? Не требаше да дојдам. Жал ми е, Хелена. Зошто тебе треба да ти биде жал, не си ти таа на која треба да ја биде жал. Фер. Сурово е од мене што дојдов овде. Многу пати тргнував и се враќав назад, немав храброст. Дури утрово кога го купив билетот, не мислев дека ќе се качам во возот, чудно. Како игра. Тешка игра. Болна игра, Хелена. Во возот ме фати паника, си помислив кога ќе стигнам веднаш ќе се вратам назад, но не. Морав да дојдам и да се убедам дека ми се случила ова игра. Тука. Ова место. Тешко ми е, Хелена. Правиш добар чај. Джими ме научи. Сигурно сите посакувате да сум некаде километри подалеку, Не а? посакувам ништо такво. Ти имаш многу повеќе право да си тука отколку јас. Хелена, немој да ми размавтуваш со право. Ти си му жена! Што и да правев тој факт, никако не можев да го заборавам, ти ги имаше сите права. Јас одамна престанав да верувам во божествените права на бракот. Од него да не го научила. Моето доаѓање вечер во овде е лудо. Што и да беше причината, љубопитство, љубомора, седно. Не мислев да направам раздор помеѓу тебе и Джими, мораш да ми веруваш. Ти верувам. Се изгледа пострашно и попогрешно. Ти дури не ми префали ништо, би требало да се гневно. Зборуваш за него како тој да е нешто што ти си ми го украла. А ти за него зборуваш како тој да е книга или некаков предмет. Што ти е тебе, Алисон? Нели ми рече дека не можеш да се натераш да веруваш во него? Мислам дека никогаш не ти верував ни тебе. Јас се уште верувам во правилно и погрешно. И сите денови минати овде во оваа лудница знаев дека е погрешно. Го љубеше, нели? Да! Не можев да поверувам. Јас. Знаеш, открив што е проблемот на Джими, всушност многу е едноставно. Роден е во погрешно време. Знам. За таквите повеќе нема место во сексот, политиката, во театарот. Затоа е толку неуспешен. Понекогаш кога го гледам, мислам дека се уште мисли дека е среде француската револуција. Ова меѓу мене и Джими е завршено, морам да заминем од овде. Хелена, Слушај ме, кога те видов застаната вечер во овде, знаев дека сето ова беше крајно погрешно.
Тој сака еден свет и јас друг. Хелена, нема да го напуштиш, нели? Ќе го напуштам. И не за ти да можеш да се вратиш. Искрено правиш што сакаш. Но тој ќе нема никого. Мила, па тој ќе си најде некого, ќе направи овде вистинска аудиција. И за мене беше вистински шок. Божја казна и за мене и за некој. Морав да ти кажам, тоа е прост факт. Го загубив детето и што, нема ни казна, ни вина. Може би нема, ама јас се чувствувам. Джими! Дојди, сакам да зборувам со тебе. Джими! Уште е таму другарка ти. Не биди идиоти, дојди ваму. Не сака да остане каде што си не будалица. Уште еден ваш мрачен заговор. Подобро нека седне и изгледа лошо. Тој не би требало да ти изненадува, а Джими беше многу болна. Нема потреба да ми црташ, гледам што се случило. А тебе тоа ништо не ти значи. Мене тоа не ми е прва загуба, се сеќаваш? Мене ми беше. Што прави таа овде? Нема, Джими, од ништо од ова не е нејзина вина. Што не е нејзина вина? Што не е нејзина вина? Не сакам кавга, затоа те молам. Да чуе, не кажи. Добро, Джими. Не е ова вина на Алисон моја одлука. Не можеш да си среќена. И така ова нашево немаше да потрае. Те сакам. Никогаш никого нема да сакам како што те сакам тебе, Джими. Ама повеќе не можам да учествувам во сето ова страдање, едноставно не можам, Джими. Сите бегаат. Ама љубовта не е некоја легачка работа од која не можеш да си ги изволкаш рацете. Ако не сакаш да си изволкаш душичката од љубов, подобро стани светица. Нема да успеш како човечко суштество. Или овој свет, или наредниот. Жал ми е, Джими, јас ке си одам. Не прати ни едно цвеќе на закупот. Едно малечко букетче. Ја знам дека сум изгубен случајно, си мислев ако ме сакаш, тоа нема да ти е важно. Не е важно, Джими. Не е важно. Го нема. Она мало човечко суштество, она мало бебе, мое беше, Джими, мое! Моја одговорност! Мислев дека никој не може да ми го одземе, мислев дека тука е сигурно. Сега го немам. Чувствував силна болка и единствено на што можев да мислам бевте ти и детето. Си мислев, кога би можел да ме види сега, ваква глупава и грозна, си мислев, ова е она што тој сакаше да го гледа, ова е она во што тој ужива да се пласка! Среде пожар сум и единствено што сакам е да умрам! Зарем не гледаш, Джими? Конечно сум во калта. Паѓам. Никој не мисли. Никој не се грижи. Многу е тешко да се живее во американската ера, Нешто особено некаде конеци тргнало американец. наопаку. Може би сите наши деца ќе видат американец. Нешто некаде тргнало наопаку. Многу е Нешто тешко да се некаде живее во тргнало американската ера, особено конеци американец. Може би сите наши деца ќе видат американец. Нешто некаде тргнало наопаку. Нешто некаде тргнало. Многу е тешко да се живее во Нешто некаде американската ера, тргнало особено наопаку. конеци американец. Старци се досмите, нешто некаде тргнало наопаку. Станува збор за одмор. Никој не мисли. Никој не се грижи. Нешто некаде. Никој не мисли. Никој не се грижи. Многу е тешко да се живее во американската ера, особено конеци американец. Може би сите наши деца ќе видат американец. Никој не мисли. Никој не се грижи. Многу е тешко да се живее во американската ера, особено конеци американец. Може би сите